Почитувани гледачи, добро дојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Кристина Костова, а во понеделничните вести ќе гледате. Отпорот ја смени формата. Јавниот долг достигна 2,55 милијарди евра. Груевски зборува за името секогаш кога е во невоја. Полицаец степал граѓанин, оти го пријавил градоначалникот на општина Карбинци. Здружената опозиција вчера ја промени формата на отпорот против недемократската власт и започна со одржување протестни каравани во Скопје. Колона автомобили долга неколку километри, предводена од опозицијските лидери, пратениците и кандидатите за градоначалници, а поддржана од илјадници граѓани, тргна од населбата Аеродром. Колоната на отпорот, наоружана со знамиња, транспарентни и револуционерни песни, на својот пат беше поздравена од граѓаните, а поминувајќи пред собранието, опозиционерите со сирените на автомобилите го изразија својот револт против власта, која на ова место ја уби демократијата. Караванот вчера заврши со протестен собир пред владата, на кој беше речено дека отпорот продолжува со несмалена сила, а опозицијата цврсто останува на ставот за бојкот на локалните избори и на барањата за предвремени парламентарни избори. Ваков протестен собир се случи и денеска во главниот град, каде пред влада изјава даде Јани Макрадули. Да ја проследиме изјавата. Сакам да порачам, доколку сака и влезе во варијанта на нелегитимни локални избори на 24 март, тој ќе ги сноси и тој ќе биде најодговорен за сите последици што ќе се случат тогаш. Социјалдемократскиот сојуз најмалку сака да се радикализира ситуацијата. Оваа недела, како и денеска, ќе продолжиме со овај начин на протести. И тоа се практично последните добронамерни обиди на Социјалдемократскиот сојуз да дојде до политичко решавање на длабоката политичка криза. Доколку тоа не се случи, целата одговорност ќе ја сноси онај што ја создаде, премиерот Никола Груевски. Јавниот долг на Република Македонија надмина 2,55 милијарди евра и за прв пат се доближи до 1/3 од брутодомашниот производ на земјата. Според експертите, вкупниот јавен долг е многу повисок, изнесува околу 45% од брутодомашниот производ, затоа што власта не ги прикажува долговите на фондовите и на општините, кои се огромни. Овие поразителни статистички податоци доаѓаат откако власта на насилен начин, надвор од процедурите, го донесе буџетот во собранието, а потоа, за само неколку дена, во собранието изгласа задолжување од нови 400 милиони евра на домашниот и настранскиот пазар. Опозицијата со месеци предупредува дека власта неконтролирано создава долгови за идните генерации, што земјата ја турка во грчко сценарио на банкрот. Зборувајќи пред своите симпатизери, премиерот Никола Груевски вчера се осврна на спорот за името со Грција, што е прв пат по неколку месеци тој јавно да зборува за овој проблем. Според искуствата од минатото, секој пат кога Груевски излегува и говори пред своите сопартијци и секогаш кога почнува да го форсира спорот за името во корист на својата дневнополитичка реторика, тоа е потврда на тоа дека и самиот знае дека ја губи поддршката на граѓаните. Груевски се обидува, но не може да избега од фактот дека тој лично со неговите недемократски методи на владење е одговорен за политичката криза во која се наоѓа земјата, а од која единствен излез се предвремени парламентарни избори. Полицаец од Штип и собственик на приватна фирма натепале жител на штипското село Козјак, барајќи од него да ја повлече кривичната пријава за физички напад против градоначалникот на Карбинци Васил Богдански. Полицаецот и локалниот собственик го викнале жителот на Козјак во една просторија во полициската станица во Штип, во која се наоѓал и градоначалникот на Карбинци. Набргу од таа канцеларија почнале да се слушаат повици за помош, а по наредба на командирот, човекот бил извлечен. Тој изјавил дека двајцата го удирале по нозете и по телото, барајќи да ја повлече пријавата против градоначалникот. Богдански не одрекува дека бил во полициската станица, но откако целиот случај се завршил.
Дел од медиумите шпекулираат дека настанот има политичка позадина и дека се работи за внатрепартиски превирања во ВМРО ДПМНЕ околу кандидатурата на Богдански за градоначалник.